Ова влада, ова министерство, нема да седат со скрстени раце додека криминалот ни ги уништува животите. Ние сме тука за да го заштитиме секој наш граѓанин. Во делот на корупцијата не молчевме. Мора да имаме чисти раце и чиста совест за да можеме да работиме во интерес на македонските граѓани. Има напредок, има намалување на тешките несреќи и бројот на повредени, но се уште премногу луѓе гинат на улиците. Граѓаните долго време беа оставени сами, без држава, без институција што штити, без систем кој што соодветно реагира. Одговорност мора да има. Ако за една година овие твоите реформи значат 62 загинати деца у дискотека, само на пешачки премени 15 луѓе загинати, еден човек загинат дома пред двор, убиства, да подсетам на пукањата што беа во Чаир, Бутел, Истгейт, бомби фрлања, бегства. Артан Груби ти избега. Ти избега и тој од Учека што беше туку у Скопје што се бараше по Интерпол. Ако тоа значат реформите, окей, фала, не мора. Со кој лице излегаш на телевизија да збориш на пресконференција дека ти си направил некакви реформи, не знам. Едноставно е дегутантно да те гледат човек како ти за нешто се фалиш. Те дочекале вие не знам што. Евавте мајката за една година. Немало никогаш поише криминалот ова што го има сега. Се справиле вие со криминалот во вашите редови. Висарга Ньюс 150 во град би има направено милиарда евра има оштета на буџет. Кјутите, се криете, не коментирате, не смеете да писнете. Што збориш ти бе? Кое е намалување на криминалитет бе? За 50% е зголемен криминалитетот. По вашите статистики. Само има будали па ти веруваат.